Би кажал дека Охрид представува една емоција. Секогаш кога сум помислил на градот, на луѓето, буквално на целото мое семејство и на сите ми представува некоја стварно возбуда. Можеме ние охриѓаниме да донесеме позитивни промени во однос на музика, во однос на уметност, на театар, на спорт, на други работи, ствари тоа што ги исполнуваат фамилиарните луѓе. Кога градот мириса на празници. Декемвриско издание на Охридски приказни во Форт Кафе со Владо Пупиновски. Потекнува од познато музичко семејство со многу музика во вените. За тоа како беше да се расте со Секула како татко и Евто Пупиновски како стрико. За звуците на музиката во домот од најмалинозе. За Масе центарот во Соединетите Американски држави. За афирмација и поддршка на македонската култура и македонските уметници во САД. За тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид. Затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Четврток на 15 декември 2022 година Охридски приказни со Владо Пупиновски. Охридската музичка приказна. Заш Охрид е градска приказна. Прво да се заблагодарам до Оливери Виолета Цепенковски за пруженава прилика и чест да бидам гостин на овие Охридски приказни, кој е одлична идеја, меѓу другото. Едно од нештата што му фали на Охрид е баш тие работи кои јас сум голем иноватор и би сакал да придонесам за Охрид да стане и да биде подобро место за живење на сите охриѓани и на сите жители Охрид, Струга и понатаму. Кој е Владо? Владо е еден скромен човек, роден овдека во Охрид, во Влашка Мала. Веќе години се занимава со музика. Сега во момент можам да кажам дека право мала пауза, принудна, непринудна, како би ја нарекол и така. Роден е 1981 година во Охрид, како што кажав. Потекнува од семејство на познати уметници. Мојот покоен татко Секула Пупиновски, мојот стрико Евто Пупиновски и сите мојата фамилија биле на некој начин поврзани со музиката. Со музиката исто мора да кажам дека првите спомени на музиката се секогаш поврзани со мојот покоен татко, да кажам дека секогаш ги памтам неговите први изведби, вежбања со неговите колеги и првите настапи негови да се потсетам на некој начин. Исто така мора да спомнам дека нашата мала, Влашка Мала и нашите тие две улици придонесоа на некој начин музички да се збогатуваш од заедничкото дружење и посетување со сите тие мои драги пријатели, колеги, би почнал ето моите први комши Климент Тодоровски, кој сега е концертмајстор на Македонската опера и балет, Милена Тодоровска, па Петар Танески, мојот драг другар, пријател, Јоко Танески, би ги спомнал исто Цветан Настовски и Зоран Танески, мисле че и Зопе, кои сите тие на некој начин биле поврзани во мојот живот и секогаш ги памтам по тие почетни музички води. Како почнав да се занимавам со музика? Па ево ќе спомнам исто моите почетоци беа во основното музичко училиште, каде јас го одбрав да свирам кларинет во класата на професор Димитар Орачев. Не можам да се сетам на точната година, мислам дека беше 89 или 90 првата. И туката заедно би ги спомнал сите тие почетоци заедно со Петар, Аце, Наум, Јовица и уште многу други се би ги спомнал доста и колеги кои беа од основното музичко и кои оставија добри спомени. И исто би кажал, би ги спомнал тие први мои настапи кои исто така ме наведоа за новогодишни концерти, за годишните концерти во Света Софија, кои до ден денес ги посетувам и некои од моите внуци настапува и сето тоа принесе да изразам желба да продолжам во
средното музичко во Скопје, Илија Николовски Луи. Таму продолжив во класата на Стојан Димов. Имав доста успех и настапував доста и со бев на некои надпревари, и доста наставав на македонските културни денови во Лондон и доста некои други настапи кои ето, а потоа се запишав на летниот музички камп во Интерлокен, Arts Academy Camp, во Мичиген, далечната 99, далечната сега. Па да, далечна, 23 години. И имав одлични настави во тамошната филхармонија и знам дека аплицирав за нивната академија, која и тогаш значеше за една најдобрите и најпрестижните музички и воено-уметнички школи во Македонија, во Соединетите американски држави, во Америка. Тоа секако ми даде еден мотив да се пријавам на тие аудиции и добив целосна стипендија. И се сеќавам на тој момент кога само им кажав на моите родители, добив целосна стипендија, немаше тогаш ниту социјални мрежи, ниту ништо, него телефонски разговори, јас ќе останам овде. Нормално тие беа престрекни, можда и претежни. Па продолжив на академијата 2 години, па после 2 години аплицирав на доста школи и знам дека на сите 6 школи што аплицирав, 6 универзитети и конзерваторија, секаде бев примен. Вклучително мора да спомнам дека бев исто примен на Juilliard School of Music, тоа е во Њујорк. Но сепак Оберлин конзерваториумот во Кливленд ми ја даде приликата и ме наградија со целосна стипендија. Таму го продолжив моето, факултетско образование и во конзерваториумот во Оберлин, па потоа се продолжив на магистерските студии на Депол универзитетот во Чикаго со легендарниот Лери Комс. Сега за кларинетскиот свет тоа значи многу, тоа е еден светско познато име и беше стварно престиж и големо значење за мене што можев да ги завршам. Последната година знам дека аплицирав за да бидам член на Chicago Civic симфонијата, уствари симфонијата на Чикаго, и бев примен еден од не знам колку 5-6 студенти академци кои аплицира, и после тоа знам дека бев 2 сезони, во 2,5 сезони во таа симфонија и настапивме со доста добар публицитет и со многу успех. Предавав и на Колумбија Коледж, универзитетот во Чикаго, 3,5 години и бев задоволен. Се пријавив за моите докторски студии, но сепак поради различни околности не ги продолжив докторските студии и се занимавав со музика во Чикаго, со различен вид на музика подолго време. Така да, ето една кој е Владо Пупиновски, јас би осврнал таа слика на има многу детали што да се каже изборба. Како што спомнав, првите мои спомени за музиката се поврзани со мојот татко. Сите тие настапи негови, првични настапи пред себе, дали беа локални настапи со неговите колеги, ме поврзуваат колку јас знам бев среќен и возбуден и радосен кога го гледав, кога настапуваше со тие колеги. Потоа беше Евто Пупиновски, мојот стрико, со неговите првично 86 година со Лихни да кајче веслаше, па се редеа многу доста успеси на македонската фолк музика кои денес останаа легендарни. Јас тие хитови и од секуло едевто ги памтам многу добро. Кога прв пат и многу ги памтам тие демо снимки, како се снима, како се припремале тие песни, како татко ми ги вежбал дома тие песни, стрико ги свирал на гитара, па потоа отишле во студио да ги снима. И сето тоа некако придонесло. Јас со мојот прво се сеќам дека имав една тарабука дома, со која се секогаш беше татко ми, кој исто беше. Па секогаш сакав и јас да се покажам. И доста имав некој осет за ритам. Се вика тоа
во крвта, во гените, во вените. И имав некој и секој постава со кларинетот, сепак останам со класичната музика, сепак секогаш сакав да бидам вклучен и во со татко ми, заедно да свириме, да изведуваме и така. Беше привилегија, нормално дека беше привилегија да бидиш дел од тоа семејство и беше стварно секојаш јас сум да го чувствувал. Секула како татко, Евто како стрико. Ми било чест што толку оставиле таков траг во македонската народна музика и сепак тие би ги спомнал како едни од познатите посебно за овој регион и за Македонија, познатите интерпретатори на македонска народна музика. Сепак да се деси прерано заминатиот татко во 2011 кој не изненади, не шокира сите и прерано замина од овој свет и идејата моја беше да сите уметници и благодарам се за сите уметници што настапија. На тоа дело беше да испеат по една негова песна и да испеат една од своите песни. Беше добро организиран, би му се заблагодарил исто и на Милчо Јовановски, кој беше еден од моите помагачи, усвари организатори и сценаристи на целиот концепт на тој концерт, Ирена, која беше водителка и на сите уметници. Сега беше тука од Dream Team групата пред се и Евто Пупиновски, Наум Петрески, Зоица Лазова, Маријан Коцев и Сузана Спасовска и сите. Да не ми замерат некој ако испуштив. Концептот беше така, да се направи едно меморија, беше од хуманитарен карактер и беше све направено во тие 2 сати да се сепак да се одржи да се прикаже на меморијата во знак на секул и на сите негови најблиски луѓе, најблиски соработници и колеги и така натаму. Беше успешно и беше од хуманитарен карактер, средствата беа доделени со помош на Центарот за социјална грижа и мислам дека беше добар спомен за секој, да кажам. Како жител на Чикаго од 2005 година, бев еден од првите луѓе, да ги кажам новодојденци, млади, надежни, уметници, интелектуалци, луѓе кои почнаа да живеат, да ствараат во Чикаго. Бевме едни од иницијаторите, јас по природа и тука се знам од Алиноце со луѓето кои се дружам дека сум секогаш со позитивен дух и кој секогаш покренуваат и дружба и се што доаѓа со тие дружби. Се сеќавам добро дека ни фалеше македонска забава, македонски културни настани. Знам дека родителите кои беа тоа што вика дека нема каде нивните деца да го учат македонскиот јазик, да се дружат со немаше македонска градинка. Тогаш немаше на тој начин не беа социјални мрежи. Јас пак се навраќам на тоа сега на денешен ден е се многу полесно. Кога имаш социјални мрежи, кај да се во светот, значи комуникацијата е многу полесна. Од кога излегува тоа меѓу првите се сеќам од Skype до Viber до сите тие работи беше многу полесно од тој момент кога почна социјалните мрежи за сите комуникации. Бевме иницијатори се уште неколку, значи Горан, Петар, Тања, Мишел би ги спомнал. Меѓу првите, значи ние 3-4 луѓе кои бевме иницијатори да се формира една македонска организација која ќе биде од хуманитарен карактер исто, која ќе биде од културен, уствари целото име МАЦЕ центар, Macedonian American Cultural and Educational Center, значи ние имавме и хуманитарна и едукативна и уметничка природа на целиот концепт. Колку бевме успешни, мислам дека дадовме сите се од нас. Сепак не беше нон-профит организација, значи не беше за никаков профит и мислам дека на некој начин успеавме со некој да ги доловиме. Сеќавам на првите уште пред можда 10-12 години кога јас ги организирав првите, да кажем, и музички настани, каде се свираа македонска забавна музика, исклучиво македонска забавна музика, па го склопува тој бенд да ги изведиме сите и да ловиме сите тие настапи уште кажувам дека не беше баш најлесно да ги склопиш сите.
од едукативна природа знам дека се организира доста настани кај што не успеавме, се уште е во тек таа нас да се формира македонска градинка, значи кај што децата ќе може да почитуваат македонско училиште, изучување на македонскиот јазик, се дешава моментално се случува тоа во Македонскава православна црква во Чикаго, во Хиздейл. И исто да спомнам дека имавме, значи формиравме доста и бизнис и уметнички форуми, изложби, концерти. Би ги спомнал дека јас бев првиот уште 2011 година, беше првиот настап на Владимир Четкар, беше по моја иницијатива и моје барање, беше настап во Чикаго. Неговиот прв настап, исто и мој драг другар, пријател Јого Танески, кој 2015 година, исто по моја иницијатива, настапи како дел во организација на МАЦ центарот и уште многу луѓе настапи, ја мислам, известни, али сепак ето ги спомнам, пошто целта на емисијата е Охридски приказан, би ги спомнал како дел од настаните и мислам дека постигнавме доста успех со ковидот, коронава, некако МАЦ центарот како да подзапре малце и сега се надевам дека веќе се работи на случајот да се реформира и да се продолжи со успешноста на македонскиот амерички културен и креативен центар. Колку и да сакам да барам и прашање, сепак мора да кажам дека најголемата причина поради моето враќање, сигурно мора да биде некоја голема причина, сигурно е Николина Андреска, која сигурно оставила толку многу голем впечаток, мојата сопруга. Некои работи се така деси, ето, случајно да кажам. Знаеме што се дешаваше прошлите 2,5 години во Македонија. На 6 март 2020 ни се роди нашиот драг, нашето мило синче Стефан Пупиновски. По неколку, значи, не полемики, разговори како, што е најдобро за нас, за фамилијата и за све. Мислиме дека е најдобро Стефан да се роди во Охрид, со сите наши најблиски, да расте со баба, ето, и со дедо, и со најблиските роднини, така да ги кажем, и пријатели, и брачеди, и сите. Па се деси после 5 дена или 7 дена, не знам колку точно, се деси короната. После све историја. После сите знаеме. Имавме некои наши планови, нормално тие планови, како на сите останати луѓе светов, не се десија и некако си е најдов јас приказната. А во Охрид за мене од секојаш значил некоја емоција. Јас кога и да сум како мало дете, јас сум го сакал премногу Охрид. Може да и премногу позитивно звучам дека не само Охрид и Македонија. Јас премногу ја сакам, значи, премногу си ја сакам градот, значи народот. Тука си ја сакам, си го сакам мојот народ за да мислам на друг начин. Позитивно сум настроен против, значи за сите работи. И мислам дека Охрид има многу потенцијал да се движи во права насока. Сега знаете, многу луѓе кај кажат тука дека на кој начин јас не навлегувам во тие, дали се тоа социјални, политички или било какви, не би коментирал за тоа ништо, пошто јас не се занимавам со тие работи. Него мислам дека едноставно луѓе во овдека најдоброто, сега што повеќе и сум овдека, веќе 2 години, 2,5 години, мислам дека се осеќам како да сум го направил правиот чекор. Јас сепак одам во Америка, веќе сум бил 4-5 пати овие 2 години и продолжувам со музиката малце, ето, како што ја кажав, поради коронава се деси да 2 години веќе не сум толку активен. Повеќе тоа веќе заради своје лично задоволство, ради своји лични желби, како да кажем, и љубов према музиката, него повеќе занимавање или како професија, или како нешто што тоа живеам. Така да, јас би кажал дека Охрид представува една емоција. Секогаш кога сум помислил на градот, на луѓето, буквално на целото моje семејство и на сите, ми представува некоја стварно возбуда. И така останало 7 денес. Јас мислам дека Охрид има голем потенцијал. Стварно го мислам тоа. Не, и затоа веќе со некои работи, веќе почнав и некои работи да ги насочувам во таа насока. И како се занимавам моментално со
друга професија во транспорт, во логистика, кај што сум партнер во фирмата, во компанијата Live Enterprise, со мојот драг другар и пријател Љубомир Иванов. И мислам дека доста солидно соработуваме, работиме и мислам дека има доста потенцијал и за во Охрид да се движиме во таа насока. Колку ќе успееме, сепак јас сум премногу позитивен, амбициозен и би сакал да успеам во тоа и во таа сфера. И мислам дека има доста, како што кажав, потенцијал за продолжиме. Охрид го паметам како еден град во кој ми поминало моето безгрижно и среќно детство. А многу мал го напуштив. Имам прекрасни, преубави спомени, моите фамилиарни спомени, од моите другари, пријатели, кукни пријатели и све што останало. Го паметам поубави работи, секогаш ми останале тие позитивни моменти. Сега, нормално, ако малце продлабочам натред, сигурно ќе се сетиш на некои работи кои би сакал да ги промениш. Што би сакал да видам за понатамо? Кога јас би продолжил, и мислам дека така ќе биде, дека ќе видам, ето, во Охрид, барем на подолг период сега, фамилиарниот живот го пронајдовме тука. Мислам дека има доста работи на кои со разговори овие 2 години и муабети со охриѓаниве, и видам кои недостатоци, и мислам дека може да има доста подобрување. И гледам дека самите охриѓани, што е многу позитивно за мене, дека самите охриѓани се подкренати да, вклучувајќи ви и вас, ево да кажам, Јолета и Оливер, кои сепак можеме ние охриѓаниве да донесеме позитивни промени во однос на музика, во однос на уметност, на театар, на спорт, на други работи, ствари тоа е што ги исполнуваат фамилиарните луѓе. Да видат некој, јас би сакал да нормално да го видам Охрид успешен на сите полиња. И веќе се пренасочувам со своите лични инвестиции да донесам позитивни промени. И мислам дека заедно, сите заедно, на сите мислам, буквално на сите, и охриѓани и луѓе кои се од настрани, кои му мислат добро на Охрид, можеме да створиме доста. Гледам дека има многу потенцијал во луѓево и можда сум преголем оптимист, како што ме знаат и најблиски и сите мои пријатели и другари, дека мислам дека ќе имат позитивни промени во Охрид во наредниот период. За некој пак ќе кажеме преоптимистички, но јас верувам дека ќе донесеме позитивни промени барем во музикава, во уметноста, да добиеме еден дојам на охриѓани и како меѓусебен почит, меѓусебно да се почитуваме, исто да ги привлечеме и нашиве македонски сограѓани, повеќе да го почитуваат, сакаат Охрид, да им биде една дестинација. И пак ќе кажем дека со сите работи, да не ги набројувам се, јас мислам дека ќе има доста директно позитивни промени за Охрид во наредниве 2, 3, 5 години. Јас се надевам директно дека ќе бидам дел еден од нив и отворено се залагам дека ќе сум дел од тие позитивни промени во градов. За Охрид е градска приказна.